Туристите се луѓе кои патуваат и остануваат во места надвор од нивните вообичаени околини, повеќе од 24 часа и не повеќе од една последователна година за одмор, бизнис или други цели. Обединетите нации разликуваат три форми на туризам. Домашен туризам, кој опфаќа жители на дадена земја кои патуваат само во таа земја, влезен туризам, кој опфаќа гости кои патуваат во дадена земја, и излезен туризам, кој вклучува жители кои патуваат во друга земја. Обединетите нации исто така создале и различни категории на туризам со комбинирање на трите основни форми на туризам: внатрешен туризам, кој е составен од домашниот туризам и влезниот туризам, национален туризам, кој е составен од домашниот туризам и излезниот туризам, и меѓународен туризам, кој е составен од влезен и излезен туризам. Туризмот во Македонија бележи се поголем развој. Според податоците на Државниот завод за статистика, бројот на туристи во февруари 2023 година изнесува 40.973, од кои 40,2% се домашни туристи, а 59,8% се странски туристи. Бројот на ноќевања во февруари 2023 година изнесува 82.942, од кои 42% се од домашни туристи, 57% од странски туристи. Во периодот јануари-февруари 2023 година, во однос на истиот период од претходната година, бројот на туристи е зголемен за 12,5%, бројот на ноќевања е зголемен за 4,8%. Почетоците на туризмот во Македонија датираат во почетокот на 20 век. Врз основа на написи во стари весници од 21 мај 1914 година било организирано патување на 120 битолчани до Ваљево и до Белград. Патниците најпрвен заминале за Солун, а оттаму заминале во Белград, каде останале 3 дена, пошто отпатувале за Ваљево. Во Ваљево патниците се сместиле во приватни куќи во градот, останале 2 дена. Инаку во Битола имало туристичко здружение Јужни езера, уште во 1927 година. Во 1939 година била направена куќа на големото езеро на планината Баба. Развојот на планинскиот туризам на Пелистер го финансирал Василија Ставревич, кој бил планинарски водич и влюбеник во природата. Странските туристи се интересирале и за Хераклеја, каде што ископувањата започнале во 1934 година.